Сте се запрашале ли некогаш зошто се чувствувате толку убаво додека чекорите низ шума? Или дури и кога само наблюдувате шума од далеку? Тоа не е случајност. Во нас постои длабока, вродена потреба да бидеме поврзани со живиот свет. Но освен оваа психолошка поврзаност, која ни носи голем број ментални и физиолошки придобивки, шумите вршат и незаменливи еколошки функции, од кои зависи стабилноста на целата биосфера. Тие се примерни произведувачи на кислород и клучни регулатори на климата преку континуираното врзување на атмосферскиот јаглерод. Нивните корени механички ја стабилизираат почвата, спречувајќи ерозија, додека истовремено ја задржуваат водата и со тоа ја одржуваат рамнотежата на хидролошкиот циклус. Овие процеси се одвиваат во сите шумски пространства низ светот, но еден нивен дел се развива во специфични биогеографски услови на територијата на Република Македонија. Нашата држава е позиционирана во југоисточниот дел на европскиот континент, во централниот дел на Балканскиот полуостров. Како континентална држава, таа зазема специфична географска положба која директно го дефинира низиниот климатски и еколошки профил. Иако е дел од балканската копнена маса, територијата е под силно влијание на медитеранската и субмедитеранската клима, чии воздушни маси продираат од југ преку речните долини. Овој климатски режим ја прави земјата значително поаридна, односно посува и потопла во споредба со климатските услови карактеристични за Централна и Северна Европа. Како резултат на интеракцијата на овие географски и климатски фактори се формирале сложени екосистеми. Денес, околу 40% од вкупната територија на државата е под шумска покривка. Овој шумски фонд се одликува со висок степен на биолошка разновидност, при што најголемо учество во вкупната шумска маса имаат дабовите шуми, представени преку неколку различни видови, како и буката. Сепак, во повисоките планински појаси и на терените со поекстремни почвени услови има застапено и иглолисни шуми, во кои освен ела, смрча и смрека, најзастапени се неколку видови бор. Од нив најзначајни се црниот и белиот бор, кои многу децении наназад беа основата на опсежните акции за пошумување во нашата држава. Способноста да успеваат на сиромашни и суви терени ги направи клучни во обновувањето на шумскиот фонд и во заштитата на деградираните почви од ерозија. Освен нив, вистинска биолошка гордост на нашите планини е прочуената молика или македонскиот бор. Овој автохтон, реликтен вид, кој обстојува на високите планински појаси, представува непроценливо природно наследство. Уникатноста на моликата и потребата за нејзина заштита и зачувување беа главната причина за прогласувањето на Пелистер на планината Баба за прв национален парк во државата. И покрај нивната природна отпорност, боровите шуми во Македонија денес се соочуваат со сериозни предизвици. Овие вредни екосистеми се под постојан притисок од разни биотски фактори кои го нарушуваат нивното здравје. Поголем број
број видови инсекти се особено деструктивни за боровите. Од нив ги спомнуваме боровиот четник, црвеникавата борова осичка и инсектите подкормици. Исто така, не помала штета предизвикуваат и поголем број патогени габички кои ги напаѓаат игличките, кората или корените на боровите. Овие патогени предизвикуваат масовно сушење и пропаѓање на цели шумски комплекси, процес кој дополнително се забрзува под влијание на климатските промени и продолжените сушни периоди кои драстично ја исцрпуваат отпорноста на боровите. Паралелно со овие биолошки закани, шумите се изложени и на разорното дејство на шумските пожари. Речиси секоја година огнените стихии пеплосуваат огромни пространства, претворајќи во пепел повеќе децениски еколошки развој за само неколку часа. На листата на закани мора да се вброи и човечкиот фактор, со една веќе длабоко вкоренета активност – бесправните сечи. Оваа деструктивна појава е еден од најголемите и најтешките проблеми за шумарството во Македонија и за економијата во целост и не ги погодува само боровите, туку е широко распространета и низ широколистните шуми, пред се дабовите и буката. Бесправните сечи, но и нестручните шумски сечи, особено така наречените чисти сечи, зад себе оставаат еколошка пустош, трајно го деградираат шумскиот простор и ја намалуваат отпорноста кон ерозија на земјиштето. Справувањето со сите овие закани бара итна, системска и одлучна акција. Неопходно е државата сериозно да се ангажира и драстично да ги зголеми инвестициите во шумарството и во заштитата на шумите. Ова подразбира вложување во уште подетален мониторинг и навремено сузбивање на растителните болести и штетниците, унапредување на системите за превенција и гаснење на шумски пожари, како и безкомпромисна институционална борба против нелегалната сеча. Само преку ваков, сеопфатен и стручен пристап можеме да го сочуваме овој зелен капитал за генерациите што доаѓаат.